Сакам да ги видам сите деца од класот. Си ги делиме тајните, си ги делиме жабите. Ова е моето школа, не сум била од лани, после од дома учам онлайн. Ми се вика Георги Димитров. Во школата ми беше многу баба. Дома си седам, си имам онлайн часови од школа, потоа се допишувам со Коста, пошто ќе имаме ветеница во среда од 6 на онлайн, ме прави тажна дека некам да ова да трае вечно. Да се има дете со попреченост во период на корона, подразбира дека животот малку ќе ви се испретумба. Подразбира дека од вас се очекува многу подобар степен на организација, богами и нерви. Оној сиромашен социјален живот кој што знаеме дека го имаат децата со попреченост, сега станува уште посиромашен. Тие се осудени да останат дома, пред компјутер, многу пати следејќи настава која што не ја разбираат и за која што не можат да имаат директна асистенција, како што беше претходно. Или на пливањето е единствена активност која што ти се случува да не е поврзана со компјутерот, односно да не е онлайн. Како се чувствуваш? Пливање го сакам бидејќи тоа ми е омилен спорт. Со Марија пливам, со Стефан пливам и со Јуле пливам. Кога она ми зборува да пливам, јас се бунам и викам прекини, можам сама Игор ми помага во се. Се што можам ќе умеам. Само погледнете ја радоста, среќата, исполнителноста на Елина. Тука всушност лежи одговорот. Верувајте, спортот за лицата со интелектуална попреченост, поготово во вакви пандемични услови, значи многу. Што значи тоа? Значи здраво тело, здрав дух, корективна гимнастика. Времето поминато во базен за сите нив, посебно и за Елина, е драгоцено. Посакувам кога ќе заспием, сакам да мислам како ќе научам германски. Бидејќи ќе одам во Швајцарија, таму ќе живееме со моите родители, па има дневен центар, има пливање таму, има многу другарчиња, има да се играме таму.